Артан или Артана да си правиш што ти прдне на курто или пичто и да си свиркаш. Никој ништо да не ти може. Нема бе ова, некој Артан или Артана, бе, мора некоја говнарија да направи. Мора. И мора да одговара брзо потезно, ама ќе видиме за тоа. Знаете, не случајно старите латини, нормално латини се, пошто се стари сега ова. Како се вика, оксиморон. И кажеш, и тоа е врзано оксиморон. Да. Дека има морон. И латините рекле, номен ест омен. Името е знак, или името е предскажување, или името треба нешто да ти каже. Гледате, Артан. Шо ни кажа на нас тоа македонците, Артан? Дека ќе се случи некоја говнарија од Артан или Артана. Нешто паметно и добро тешко да се случи, али говнарија ќе се случи, пошто номен ест омен. Така. Премиер, може малце ќе ми се наљутиш заради оваа моја конструктивна критика. Ама морам, затоа што ни е важно да не излезете наивни. Ваквите како Артан и како Артана да не ве превеслаат жедни преку вода. Оти овие шом на ески може да му продаат снег на вас и на нас, кој знае што може да не направат. Сум го кажал ова неколку пати. Јас не сум многу паметен човек, ниту сум нешто претерано образуван. Но ова го кажувам by heart, што викаат американци и англичани. Мора дојде моментот кај што или ќе се одлучите да им ебете мајката на Артани и на Артанки. Оти ова што се случува е дел од целата игра да ве компромитираат, да ве деноминираат, да ве девалвираат, да ве декомпонираат, да ве инкриминираат. Ова се сведува на истата операција премиере специјална војна против вас, против оваа власт, против македонскиот народ, против Македонија. Нели реагирате брутално со секој ваков скандал, вашето реноме ќе биде се позагрозено и позагрозено. Нема веќе пардон со овие луѓе. Одете сега утврдите дали од незнаење е направено тоа во Гостивар, со пумпата во Вардар, во најповршински, најзагадениот, најконтаминираниот дел, или е направено со намера. Да ве девалвираат, вас да ве контаминираат, да ве деноминираат, да ве насликаат лошо пред очите на светот, дека сте ја испуштиле конците од контрола. Зошто да им го дозволам тоа задоволство, премиере? Зошто да им го препуштам тоа задоволство? Особено што знаеме дека имате многу честни намери. Зошто тогаш да го немо да го наблюдувате она што се случува? Ви велам, не сум ни приближно образован, ни паметен како вас, ама мене интуицијата ми кажува што треба да направите, затоа што сме го гледале овој филм порано, кога вие не сте биле премиер. Сме го гледале овој филм.
да ја збрцаш некоја пумпиче. Во Вардар, кај што има цевовод, кај што се сливаат сите гомна и мочки и кај што доаѓаат да мочаат и серат мечката, волкот, лисицата, верверицата, кучето, кравата, козата, свињата. Да збрцаш пумпа и да ја внесеш таа контаминирана вода со мочката на волкот, мечката, лисицата, верверичката, кучето, кравата, козата, свињата и волот, да ја внесеш таа мочка и говна во водоснабдувањето, да, може да е последица на неписменост, на незнаење, може да е последица на купена диплома, на купени испити. Гледаме какви скандали вадите, премиерја, вашава министерка, какви скандали извади за просвета, за образование. Затоа треба да се биде брутален и кон тие професори што наплаќале оценки и продавале дипломи, тие факултети и универзитети, но и кон овие што произлегле можеби од таквите факултети и универзитети, од таквите професори, за сега да бидат директори на предпријатија, да доведат во опасност цел еден град од појма немам и општина од појма немам 60, 70, 80 илјади луѓе, не знам колку има, Гостивар и околината. Експерти што разговарав јас повеќе ми иде паметот на незнаење. Не знаат, вика. Не знаат, неписмени се. Од таков еден неписмен, еве да им поверувам на експертите, од таков еден неписмен треба да ми зависи мене животот. Од таков неписмен треба да зависи животот на 60, 70, 80 илјади луѓе. Не знаеш која варијанта е поопасна. Дали овој од незнаење и неписменост, што ја направил катастрофалната грешка, или ако било свесен акт, чин на тероризам или на диверзија. Не знаеш што е полошо. Мене ова ми изгледа полошо да е стварно од незнаење. Да е некој толку глуп и неписмен, толку случајно ставен во предпријатие кај што се бара максимална одговорност зашто работи со вода и со водоснабдување. Да е ставен дунстер кој што нема врска со таа проблематика. А чинам дека конкретнава господја е една од тие. Верувајте, веројатно и ќе се сложите со мене. Ваков скандал да се случеше во Турција, таквите кон неа, истиот ден, после неколку часа, веќе ќе беа приведени. Веќе ќе беа приведени, а денес, 2-3 дена после тоа, може и ќе беше донесена одма и пресудата. На некој 40 години во необичен затвор, туку во турски затвор. Пичку матер. Болje да земе да се убие него у турски затвор 40 години некој да осуди. Доколку е она второто, свесен акт, терористички или диверзантски чин, само еден одговор има зошто некој би го направил тоа. Целта е уривање на државата, уривање на политичката гарнитура на власт и евентуално рушење на уставниот поредок, затоа што преку акт на терор со користење на оружје за масовно уништување, да кажеме користење на отров, ставен внесен во водоснабдување, во водовод,
целта ти е уништување на голем број цивилни човечки животи, со цел да се предизвика максимална паника кај населението и да се смени политичката гарнитура на власт. И двете ствари може да се сватат многу лично за тој против кој што се насочени. Политичката гарнитура на власт, цивилното население, човекот кој што е прв човек на таа политичка гарнитура кој што владае. Мора да се свати многу лично, меѓу другото, затоа што и тој човек што владе има своја фамилија, има свои деца, има свои блиски. Живее во друг град, чие водоснабдување утре исто може да биде затруено. Многу лично мора да се свати сето тоа. Што е следно? Ке се прашам. И сите се прашуваме. Што е следно? Ако на овој јавашлук не му се стави брутално крај, брутално, па гледам закочани за пулс првите пресуди на полицајци, тројца таму условни пресуди. Условни пресуди. Ги пишувале казните за пулс под име на фирма која што не постои, која што е затворена. Ја нема веќе. Тоа случајно е. Не сме знаеле, не сме се. Веројатно, условно осуден. На 1 година, повторно 1 година. Фаталната 1 година. Условен затвор. Наместо ако утврдиле неправилности, истијата вечер да го апселе одговорните, да ги апселе на собственикот и одговорните тука. Што видите, да не знаеш некои работи, а да живееш у толку мал град, малце е без везе. И да си полицајец и да не ги знаеш работите. Треба да си без везе. Тоест треба да е тоа малце без везе, малце да ти корне од носот. Не да ти смрдуцка, да ти корне, малце поише треба. Но добро, ќе видиме што ќе биде со другите пресуди. Првите условни, условна казна. Имате полно морално, политичко и секое друго право да издадете наредба госпоѓата која што раководи со водоводот во Гостивар да биде веднаш уапсена. Веднаш. Па после нека објаснува тамо кај што ќе биде приведена како пумпата се нашла во отворениот овој дел, систем, како сакате, кажете го, кај што цевоводот се излива во Вардар со сите мочки говна на мечката, волкот, лисицата, верверичката, дивата свиња, домашната питома свиња, кравата, волот, козата, кучето во Вардар. До епидемија дојдовме. Епидемија. Имаме епидемија, не знаеме причинител на епидемијава. Или ќе се калкулира и со тоа, некој ќе си игра курот. Пошто номен ест омен. Името е знак, името предскажува, името ти сугерира, името ти кажува со кој треба, со кој си имаш работа, што треба да очекуваш.
А нашето искуство со ваквите имиња од политиката кај нас, Артан, еве Артана, не се баш многу пријатни, напротив. Номен ест омен. Тука више треба да ти закврне под нос. И да кажеш, време е да се позанимавам со сите артани и артанци, и артанаци. Немојте, ова се однесува на партијата на власт на ВМРО, немојте пак да излезете наивни како во 2015, 16, 17. Немојте. Ве донесовме на власт да ги исправите, работите Македонија да направите достоинствена земја, пристојно место за живење. Да бидеме горди што живееме овдека и што сме македонци. Немојте да паднете на ефтини финти и трикови на петата колона и на сите внатрешни непријатели кои што партиципираат во сегашната власт или се во опозиција. Од иста екипа се. Отворете колку пати да ви кажам, отворете 16 очи. Нема веќе што. Нема зошто да ги чувате. Зашо да ги чувате? За да ни се посерат утре на глава на сите? Па да мора пак да се оправдувате после 1 месец за некоја друга глупост што ќе направат. После 2 месеци за некоја трета глупост што ќе направат. Така треба да го, со тоа треба да се занимавате до крајот на овој ваш мандат и евентуално другиот што ќе го добиете. Со вакви работи треба и понатаму да се занимавате, да се правдате пред джукели, пред внатрешни непријатели, пред непријатели на овој народ и оваа држава. Дали направиле случајно, ненамерно, од незнаење или намерно, за да ви се помочаат на глава, со нив треба да се занимавате, да с ним се правдате. Зошто ВМРО ДПМН вие да се правдате? Зошто они не се правдаат во некоја полициска станица? Наместо вие да се правдате, да кажеме, што е подобро? Вие, они да се правдаат или вие да се правдате пред јавноста? Или они да се правдаат пред правосудните органи у полицијата? Што е подобро? А? Не знам. Мора да одлучите многу брзо што ќе правите. Дали тие да се правдаат или вие постојано да излегувате во јавност, да триете раци и да кажувате како е можно, како е можно. Можно е. Гледате дека е можно, дека кај нас многу е можно, дека кај нас се е можно. Затоа што ѓаволот ја однесе шегата многу одамна. Оно што фали е брутална акција, да му се каже на ѓаволот кај му е местото. Не може бе некој неписмен, со кој знае каква диплома од каде купена, со CV, кој што нема никаква врска со менеджирање на вода, водоснабдување, курот на магарето, во негови раце да се става судбината на 80-100.000 луѓе. Утре може би судбината на 500.000 луѓе, ако е Скопје во прашање. Не може да му се дава судбината на 100.000 луѓе на еден аналфабет. Заебал работа.
веднаш треба да биде уапсен. И тој и градоначалникот на градот, ама веднаш. Дечки, девојки, не сте врзани вие за вашиот коалиционен партнер со златна папочна врвца. Не постои такво нешто. Секако дека интерес е во прашање, затоа сте врзани. Ама Скопјани викаат мој, па преку мој. Нема од што да се плашите. На вистина нема од што да се плашите. Нека поскокаат. Не срав да ги споредам со кокошки, пошто ми текна на како реагираат одма кој ќе кажеш како некој скокал. Што скокала како кокошка она. И одмах рипнат сите како навреда, говор на омрз. Ке си поскокаат ко вакви или онакви кокошки, ама ке сватат дека ке мораат да се смират. Ке сватат дека на некој му е битен редот и поредокот во држава и да се знае кој пие и кој плаќа. И нема да им биде мило и ќе ве гледаат како непријатели и пак ќе се обидат да ви се помочаат во супата, тоест во водоводот, тоест да ви се посерат во водоводот, може пак ќе се обидат. На ваков или онаков начин, не мора буквално да го сватите. Ама ќе им биде јасно дека веќе нема играње. Па може би ќе се предомислат. Ќе рече, чекај, нас не е важно што сме на власт. Што си лапаме, затоа што сме на власт. Што си имаме министри, председатели на собрание, курот на магарето. Па може би ќе си речат, чекај, агенда е агенда, план е план. Ама дај ние да се истераме уште некој мандатче. А ако е толку кај нив работата затегната, да крка пенали ако престане да се однесува непријателски кон оваа држава и кон оваа власт, јеби га, ќе ги сменат. Ама вие немате ништо тогаш со нивната смена. Од странски фактор мислам. Вие само сте направиле како власт тоа што сте требале да направите. Сте ги турили у затвор или сте им ја одзеле алатката, сте им ја одзеле можноста да се однесуваат бахато. Да се однесуваат неодговорно. Да се однесуваат смртоносно. Од знаење или незнаење, пак ќе кажам. Свесно или благодарение на тоа што се дунстери што немаат појма, што имаат купени дипломи и испити. Затоа е важно, меѓу другото, да се направи една огромна чистка во образованието, особено во високото образование. Да се затворат сите новоникнати универзитети и факултети кои што се појавија по 2010 година навака или по 2000, не знам која, 5-та година навака. Сите треба да додат под клуч и под сериозна ревизија. Сите факултети и универзитети што се отвори од 2005-2007 која беше до денес. Од прв до последен. И да се утврди, да се ревидираат сите дипломи, сите академски звања што се поделени и да се утврди колку што се може повеќе на каков начин се добивани тие дипломи и академски звања. Оти да имавме образовен систем цврст на нозе, во тој образовен систем ќе се појавија и такви
стручњаци за водоснабдување, инженери, како сакате кажете ги, ке ги имаше во секоја партија барем по 1-2 од таквите, и било која тие партии утре да доеше на власт или да коалицираше со власта, ке имаше стручен човек да намести на чело на предпријатие кој што се занимава со водоснабдување. И не верувам за таквиот тип, ако му се случеше ваква работа, едно ќе беше сигурно. Сигурно ќе беше дека не му е збрцана пумпата у говната и мочките на мечката, волкот, овцата, дивата свиња од незнаење, тук му е брцната со друга намера. Свесно. Тогаш барем ќе немаше таа дилема. Вака сега може да биде, не сам знајала, јеби ga, ама не, мене така ми кажаа други, немам ја командна одговорност, кажете го тоа така. Овој ми кажа, па кидат кај тој, другиот. Па овој ќе каже, ама не ја, мене овој ми кажа. Па тој третиот ќе каже, кој ја, врска немам. Овој, тамо што е, тој мене ми кажа. И на крај може па да доеме до ситуација пумпата да најаве. Самата пумпа. Самата пумпа. И се припило вода, жедна, акала по планињето тамо, горе. Дошла, вода. И сега пумпа ко пумпа, она не може да знае дека таа вода е контаминирана. Она само и се гледа вода и се пие вода. И он дека вика, ќе се паркирам, ќе се изнапиам до смрт и вистина. Сама се збрцала, се изнапила до смрт. Тоест, ги изнапила другите. Епидемија, вика, а причинителот не познат. И сега каква е таа епидемија? Ама изгледа гадна е работата многу. Многу, како што најавив уште првиот ден кога се случи ова. Како што најавив в други случаи дека најверојатно ќе има. Не може да нема вода, е тоа. Пиеле сите. И сега дојдовме до ситуација, кој е втор, трет ден ли е од скандалот? Дојдовме до ситуација, работата е толку критична изгледа, да луѓе не можат заби да се измијат со водата од водовод, не можат чај да си сварат, кафе да направат, ручек да направат, да измијат зеленчук не можат. Замислете колку нашиве лекари, овој институт за јавно здравје, како се вика, се сомневаат на нешто многу, на некоја опасна бактерија или како сакате кажете. Ќе видиме што е. Значи до тамо се исплашени што бараат комплетно внимание, предострожност комплетна. Никако дури не за миење зеленчук да не се користи водата. Ти може да се контаминира зеленчукот ако упрашање некоја многу, ова како се вика, тие супер бактерија некоја, отпорна бактерија. Кој што живото загрозувачка, кој што поима немам, паразит, не знам. Што и да е. Каква епидемија? Ја не можам главата да ми дое епидемија. Причинител непознат, ама епидемија. Хајде да видиме што е, ама што ме уште трети ден непознат, да ви кажам искрено, се сомневам и дека ќе ни стане познат веќе. Се сомневам дека ќе ни стане познат. Што тој ако е толку непознат и понатаму ќе се труди да остане непознат, анонимен. Не е битно колку е тоа чудно што се прогласува епидемија, не навлегувам у тоа. Ама и да кажеме дека е тоа епидемија. Предизвикана од човек, од човечко незнаење или од човечка злоба. Пак доаѓаме до главното. Објаснете ми, зошто дотичната Артана уште не е зад решетки во притвор? Трет ден. Кај Сулейман Величествениот, алијас Ердоган, верувајте ми, ке беше во притвор у првите 3 сата пост откривањето на
скандалот на трагедијата. 3 сата немаше да поминат. И она и градоначалникот ќе беа у притвор, верувајте ми. Ама биле од негова партија, ама му биле, не знам, блиски, од селото земјаци, од мали се знаеле, седели у иста клупа, ќе беа, верувајте ми, во затвор. Кој што се случи по катастрофалниот земјотрес во Турција. Колку илјади луѓе, знаете, беа приведени, што така, како наши инвеститори граделе згради. Абе, дека ова Стубов, не треба ова, тука Стубов ќе се отвори простор, тука банка ќе ми влегува, банкариве сака тука широк простор, да биде комуникативен, да нема тука сега овие носечки столбови, па да пречат во естетската димензија на салонов, што ќе биде тука на банка, ова, дај ве тргни ги 2 стуба тука, нема везе, ова на тргни, нема толку железо таму, да? Им се случи земјотресот. Официјално 70.000 загинати, неофицијално турци што ми кажувале, што биле во тие екипи, дали за санација, дали за анализа, сондирање, проверка на други, викаат има околу 300.000 загинати. Знаете колку илјади уапси Ердоган во првите 2-3 дена? 3 до 5.000 не ме држете за збор. 3 до 5.000 луѓе. Што ги осуди на многу години робија. Турски затвор. 5 шкомата. Готово, уништени животи. Ама, си се понашал бахато. Ја вашлуци си правил. Си мислел нема да бидеш казнет. Сега ќе го јадеш. Си загрозил луѓе, си предизвикал нивна смрт. Сега ќе го јадеш. Нема муаве. Директор на водоснабдување. Градоначалник, за кој што се знае дека пред години од европски фондови земал 7,5 милиони евра токму за водоводот. Што е направено? Не дека со тие 7,5 милиона он ќе можел нов водовод да направи. Со сите салтанати. Ама што све можел да направи за да не се случи ова? А можел многу да направи, за да не дојде до ваква работа. Од не знае. Вклучувајќи го и тоа, што можело се тоа да се избегне ако било од незнаење со тоа што ќе се ставил стручен човек на чело на предпријатието. Како функционираат тие коалиции? Кај нас секогаш на штета на партијата на власт, на најголемата партија која што дошла на власт после години мачење и крварење за да ги земе коалициониве партнери, за да им се посерат у супата. Буквално во овој случај. Да им се помочат и да им се посерат у супата. Ај оди се ја прави супа у гостивар со водата од водовод. Исто ко да ти се посрале тие од влен, како се викаат. Исто ко да ти се посрале у супата, буквално. Од напред жутот, позади кафеаво. Таква е состојбата у гостивар. Човек да преживува се у гостивар со 4 литри вода дневно, флаширана. На 50 степена надвор. Кај бе лична хигиена? Јајцата да си ги заплакнеш, со шо да ги заплакнеш? Не можеш со таа од водоводот да ги заплакнеш, ке ти сисушат. Ке ти станат као чија. Може и ке ти отпаднат, одма. Не се знае. Ај оди заплакни ги јајцата у гостивар се. Или дундата, или шо да е. Дундана ке ти се смежура ко сува семка од кајсија, ко ќе ја скршиш тоа тврдиот дел, унутро на шо ќе остане семката. Е така ке ти се смежура дундата. До таму е дојден. Може ке ти отпаднат и уши, појма нема. Ке изгубиш коса. Од кај да знам, ова може ми од водата. Појма нема. Може ке позелениш, ке те најдат зелен.
ко зим зелена шума некоја, зелен ќе те најде. Ко паштета му влосана може да те најде. До тамо е дојде на работава. Тиебам системот, бе морам да се удри на маса, бе. Тиебам политичкиот систем. Да ме компрометира, да ме девалвира, да ме деноминира, да ме компрометира. Пишлив коалиционен партнер, кој што сум го донел на власт само затоа што морам да играм со таков коалиционен партнер. И место да ми каже фала, да ми клечи на колена, да ми ги мие нозете и после тоа да ја пие водата од легенот, тој мене ми се заблагодарува како коалиционен партнер на ваков начин, што ме компрометира, деноминира, девалвира, компрометира, што ме срами, што ми гурива реномето, да бидам ко нив пристоен, да бидам фин, да ми е здрав, да им еба матер за да не ја загрозам фината, благопријатна врска што имаме како коалиција. Кој ги ебе, бе? Премиере, кој ги ебе, бе? Ние не го биравме тој коалиционен партнер да биде на власт. Ви биравме вас, имаме доверба во вас. И сметаме дека добро си ја работите работата. Немојте да се загрозувате самите себе, довербата што имате, поради некои вакви елементи, аналфабетски или непријателски, со кои што мора да коалицирате. Кој ги ебе? Притвор? Не бе, да, притвор. Притвор, да. Не ми текнува, ке ми простите. Некаде беше, не ми текнува сега. Не ми текнува ни која држава беше, ни ништо не ми текнува. Полицијата имала специјален одред. Не знам ни кај го читав тоа да ми текне, кај го читав не ќе ми текне се. Специјален одред кој што имаше символичко име на самијава единица специјална. Во специјална единица, уште по специјална единица. Чие што име неофицијално било такво што сугерирало, пошто омен номен ест омен, сугерирало дека ги наплаќа долговите на криминалците на ист начин како што тие задолжувале оние што им биле нив цел за изживување. Фактички, како они се изживувале, така после овие на истиот начин се изживувале со фатените, со приведените. Нормално. Без за тоа да е известен правосудните органи, адвокати и така натаму. И символично име нося. Не знам која држава беше, ке ми извините, јеби. И по тоа биле познати. Си го напил невиното цивилно население со гомна и мочка од волкот, мечката, козата, дивата свиња, кравата и кучето. Сум те привел. Еве ти сега леген со водата, со што си ги поел, со кое што си ги поел цивилното население, полна со гомна и мочки, еве ти го легенот, ај сега како куче локај. Ама, адвокат. Не. Прво локај па адвокат. Ќе кажам онаа старата македонска. Бе, само 5 минути власт да има. Бе, само 5 минути. Тоа е најпозната реплика кафанска у Македонија, кои се начукаат после 5-6, ама све си мислам дека бе, само 5 минути власт да има. После ќе дојдеш на власт и ќе забореш што си зборел у кафана дека си мавнал 4-5 жути. За жал. Но оние што се сега на власт не треба да ја забораат таа реплика. Треба да ја применат. Пошто реално власта трае 5 минути. И тие 5 минути треба супер да се искористат максимално добро. За да излеземе од овој мајапсан круг на глупости, абсурди,
закани живото за грозувачки ситуации, курназлаци, за да излеземе од улогата на да бидеме заложник на неписмени, на криминалци, на терористи, на такви едните исти. Ајде се гледаме.